Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. По цели 10 дена гостивар од денеска доби техничка вода за пиење. Граѓаните можат да ја користат за хигиенски потреби, но не и за пиење и готвење. Надлежните уверуваат дека секојдневно се работи на терен за градот наскоро да добие и питка вода. Во водата во Гостивар повеќе нема фекалии, но се уште е небезбедна за пиење. По 10 дена, ова е делумно леснување за гостиварци кои од денеска водата ќе може да ја користат како техничка за бањење, миење садови и во домакинството, но се уште не смеа да ја користат за готвење. Анализите на јавното предпријатие Водовод покажале дека во последните мерења нема штетни материи, но не смее да се користи како питка вода. Овие неколку денови постојано бевме на терен во општина Гостивар со тоа што екипите земаа примероци од 6 локации во градот Гостивар од краен потрошувач. Кај сите примероци 3 дена последователно е забележано отсуство на колиформни бактерии и поради тоа што е вршено хлорирање со поголема концентрација од вообичаената, кај примероците не е констатирано присуство на трихолометани во над дозволените граници. Од четвртокот почна да се чисти каптажата од каде и се загади водата во Гостивар. Се вршеше и хиперхлорирање во дозволените граници и испирање на водоводната мрежа. Очекувањата на надлежните се дека наскоро во Гостивар ќе има и питка вода, но дотогаш ќе продолжи да се носи секојдневно флаширана вода. Јавното предпријатие во Гостивар генерално се соочува со проблем во процесот на вршење на дезинфекција, со што со консултација со колегите од секторот за експлоатација и одржување ќе се обидеме во следните неколку денови да се реши и тој дополнителен проблем. По повеќекратни испитувања имаме добиено потврда од страна на експертите од анализите кои што се правени дека истата може да се користи како техничка вода, но пак ќе повторам, не може се уште да се користи како вода за пиење или пак за приготвување на храна. Ќе продолжиме во делот на обезбедување на флаширана вода за пиење и понатаму како што го правевме овие неколку дена претходно. Во координација сме со општината во делот на сето она кое што треба да се превземе и понатаму. Со цел целосна контрола над состојбата деновиве се проширува мрежата на мерни точки, каде што примеруците ќе минуваат низ детални лабораториски проверки. Официјално зелено светло за користење на водата за пиење ќе биде дадено дури откако последователните анализи ќе покажат стабилна дезинфекција и континуирано исправни параметри. Забраната за секакво користење на водата во Гостивар е од 17 јули. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Иако намален бројот на нови прегледи во Гостивар, сепак во градот се уште има лица со симптоми на труење. Лекарите се сомневаат дека не сите граѓани ја почитуваат забраната за употреба на водата. Подолга инкубација на некои бактерии и вируси, непочитување на мерките и зараза од контакти. Ова се дел од причините зошто се уште има поголем број на гостиварци кои бараат лекарска помош поради стомачни тегоби. Според графиката што ја објавува Министерството за здравство. Вчера во болницата и здравствениот дом во Гостивар на преглед биле 127 граѓани, а од 14 до сега регистрирани се 4197 болни. Почитувањето на мерките ќе го ограничи бројот на заболени. Секое она непочитување само може да ја продолжи епидемијата и секако, доколку не се одржува најбитно личната хигиена, да го продолжи секундарниот начин, односно да ја продолжи таа контактна опашка, а и во блиска иднина, да речеме за некој месец дена по период на инкубација, може да се појави друга епидемија, која што би била епидемија предизвикана од заразна жолтица или хепатитис А. Од досега направените епидемиолошки анкети кои се доставени до Институтот за јавно здравје. Како што велат епидемиолозите, речиси 99% од случаите ги поврзува користењето на водата. Во овој момент може да треба да се направи дистинкција помеѓу лицата кои што биле зафатени од вода, но сега може да се јават и други храна и други цревни заразни заболувања и вирози. Затоа е многу битно да се пријавуваат лицата и епидемиолошки да се истражат, односно да се направи соодветна епидемиолошка анкета, за да не пропуштиме па некое друго во моментов труење кој што би можело да се јави во Гостивар. Епидемија на заразна болест во Гостивар беше прогласена на 19 јули, додека не добија чиста вода од чешмите. Гостиварци се уште за пиење и за приготвување на храна треба да користат флаширана вода. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Од вечерва поскапуваат горивата, а од 1 август за 6% повисоки ќе бидат и сметките за грејење. Владата ќе ја следи состојбата со цените до петок, пошто најавуваат дека ако има потреба, нови мерки ќе се носат на вонредна седница. Повторно поскапуваат горивата, бензините за 3, дизелот за 4,5 денари. Од полноќ, бензинот Евросупер БС 95 ќе се точи за 93 денари, 98 октанскиот за 95, а дизелот за 98,5 денари по литар. Доколку продолжи трендот на поскапување на светските пазари, владата кон крајот на неделава би можела повторно да интервенира со мерки за ублажување на ценовниот удар. Или дополнително ќе се кратат акцизите, или ќе се намалува ДДВ-то. Ова го најави председателот на регулаторната комисија Ацо Ристов, посочувајќи дека берзанските цени на нафтените деривати достигнале над $1,200 за тон. Кажа дека следните цени ќе бидат познати во вторник, поради тоа што понеделник е неработен ден. Јас се надевам дека ќе бидат поповолни, бидејќи ова веќе стана проблемот кој го пратите ќе видите дека не се работи веќе за производство на нафта, нафта има многу во пазарот, меѓутоа нема производство на нафта, односно нафтени деривати. А ние уредуваме нафтени деривати, не сурова нафта. Нафтени деривати значи дека рафинериите не можат да работат, многу од рафинериите се уништени со војните, како Русија, така на Блиски Исток, и сега неа пазарот има недостаток на деривати, не на сурова нафта. Додека ова помине, веројатно ќе имаме релативно високи цени кои што не зависат од суровата нафта. Во меѓувреме, регулаторната комисија ги донесе и новите цени за топлинска енергија, кои ќе важат од 1 август. За најголемиот дел од потрошувачите што се снабдуваат преку СМ снабдување, сметките ќе бидат повисоки за околу 6%. Кај корисниците на СМ енергетика, цената се зголемува за 5,18%. Додека кај Energy Ecolink, поранешно Скопје Север, поскапувањето изнесува 3,65%. Од регулаторна вела дека најголемо влијание врз формирањето на цената има природниот газ, но годинава во пресметките е признаено само усогласување со инфлацијата, додека дел од трошоците што ги побарале компаниите не биле прифатени. Морам да кажам дека оваа цена која што ја користат, односно која што ја добиват потрошувачите на топлинска енергија во град Скопје е една од најниските во регионот и тоа истражување го направивме. Имено ние сме пониски во однос на Белград за 47%, во однос на Љубљана за 34%, Сараево 19,2% и така натаму. Годинава немало ниту едно исклучување од системот за централно грејење, а се приклучиле над 1500 нови потрошувачи, со што вкупниот број на корисници надминал 67.000. Мартин Арсов, Сител телевизија. Собранието денеска ја стартуваше и ја заврши дебатата за ребалансот на буџетот. Деталите од Катерина Нешкова. Катерина, опозицијата очекува упати бројни критики за прекројувањето на државната каса. Како течеше дебатата? Така е, со 64 гласа за сите од владеачкото мнозинство помина ребалансот, речиси во една експресна процедура, нешто што навикнавме да го гледаме изминативе неколку процедури за донесување на буџет или ребаланс на буџет. Ова е стандардниот ребаланс кој што се случува некаде кон средината на годината, најчесто јуни или јуни. Со дополнетиот ребаланс вкупните приходи се ревидираат на речиси 380 милиарди денари, што представува зголемување за 1,2% во однос на иницијалниот првичен буџет предвиден за 2026, додека вкупните расходи се ревидираат на 425,8 милиарди денари или повеќе од 2,8% од предходните планирани почетни трошоци. Буџетскиот дефицит е проектиран на 46,3 милиарди денари и представува 4,1% од БДП-та. Тоа се бројките кои што ги носи овој највисок
највисок финансиски акт во државата. Јасно е дека владеачкото мнозинство и Министерството за финансии сметаат дека ваквото прекројување на буџетот има развојна компонента и дека всушност со него се предвидуваат повеќе пари кои што ќе значат инвестиции и развој. Исто така дека се работи за тоа дека граѓаните ќе добијат повеќе резултати и повеќе исполнета владина програма. Исто така министерката за финансии Кочовска истакна и дека овој ребаланс треба да ги следи и глобалните текови, односно сите оние кризи кои што се случуваат на глобално ниво. За тоа што ќе значи ребалансот да гледаме во продолжение. Дополнетиот предлог за измени и дополнување на буџетот за 2026 година е навремено и одговорно усогласување на буџетските проекции со новите економски околности, како и за обезбедување средства за исполнување на законските обврски, кои во меѓувреме се случија, како и реализација на развојните приоритети согласно степенот на нивната реализација. Со овие измени обезбедуваме средства за исплата на зголемени плати во секторите каде што е предвиден раст, дополнителна поддршка за земјоделство, повеќе средства за социјална заштита и за општините. Она што особено го издвојува овој ребаланс е обезбедувањето дополнителни средства за забрзување на инвестицискиот циклус и реализација на инфраструктурните проекти. Така е, тоа беше ставот на владеачката мнозинство или на министерката за финансии која што го предложи овој ребаланс. Од друга страна опозицијата критикува дека и покрај назнаките дека се работи за развоен ребаланс, всушност тие не слушнале вакви бројки и стравуваат од нови задолжувања. Еве што смета пратеничката Сања Лукаревска од СДСМ која беше и гостинка во дневникот на Сита. Овој ребаланс не представува развој, напротив, овдека станува збор пред се за едно погрешно планирање. И тоа беше и моето денешно клучно прашање. Каде се потврли со планирањето, дали на приходната, на расходната страна, на дефицитот или на сите три заедно, бидејќи познато е во јавноста и тоа е доста го потенциравме, дека имаме 7 милиарди денари дефицит. Меѓутоа ја немаме основната потреба да знаеме зашто всушност ќе се потрошат тие 7 милиарди денари. Под превезот на можноста за инвестиции, за развој, за напредок, за вбризгување на повеќе средства во единиците на локалната самоуправа за нови проекти, меѓутоа нас секако не треба и поголема отчетност да ги видиме тие проекти, каде ќе бидат, за кои цели. Катерина Нешкова, ти благодарам за овие информации во вестите. На 75 годишна возраст почина Гоце Тодоровски, еден од најдобрите македонски актери, кој беше одликуван со највисоки државни и уметнички признанија. На 75 годишна возраст, по долга и тешка борба со здравствените проблеми, почина доајенот на македонскиот хумор, актерот Гоце Тодоровски. Еден од најпочитуваните актери во историјата на македонското глумиште ја заврши својата животна кариера. Фатиме! Цаки шебој моја! Ах, Фатиме, перунико моја! Веста за заминувањето ја потврди неговата ќерка Сашенка Тодоровска. Уште кога си замина кумат Званчо, замини и дел од тебе. Остана без една половина. Крај. Сега барем знам дека сте заедно, тандем на овој, па и на оној свет. Арно стори сега речи фала. Абе, зошто го тепаш, бе? Што те гајле? Како што ме гајле, бе? Бегај топнам со мотиката. Бегај таму. Оф, Арно стори сега речи фала. Кажи ми, да ти кажем, од кај да знам зошто. Само ми рече дека тој и рекол, никого да не прима в куќи. Ти мене ќе ме сполавиш, Мерсико, ќе ме сполавиш, Магде! Неговата богата кариера започна на Факултетот за драмски уметности во Скопје во класата на професорот Илија Џубалековски. Веднаш по дипломирањето во 1978 година стана член на Драмскиот театар, каде што одигра над 40 легендарни улоги, вклучувајќи го на заборавниот Санде во Солунски потрги и Јацко во Викенд на мртовци, па се до неговата последна улога Ставре во Како да се украви банка. Освен номатичната сцена, зад себе остави повеќе од 60 филмски и телевизиски продукции, меѓу кои Црвениот кон, Срекна нова 49-та, Пред дождот, До Балчак, Ослободување на Скопје, Преспав, Бистра вода, Женски оркестар, емисија на ТВ Сител.
Комеморацијата во негова чест ќе содржи на почетокот на новата театарска сезона во Драмскиот театар. Македонија изгуби уметник чиј лик и топла насмевка за секогаш ќе останат дел од колективната меморија.